Почитувани гледачи, драги пријатели, добре дојдовте во петтата епизода од овој подкаст насловен ВМРО ДПМН зборува. Благодарност до сите наши гледачи во изминатите епизоди, се надевам дека и вечерва повторно ќе го задржиме вашето внимание. Деновиве бевме сведоци на мерките што ги презема владата за намалување на трошоците на граѓаните. Имено, според пресметката на Сојузот на синдикати на Македонија, последната пресметка што имаат направено за месец октомври, споредбено со месец септември, во одделот за храна и пијалоци, разликата е 1000 денари. Со ова се докажува дека мерките што ги има преземено владата, предводена од Христијан Мицкоски, покажуваат резултати. На граѓаните им се намалени трошоците за 1000 денари месецов, но секако дека тука не запираме, економијата се исправува, инфлацијата се намалува и очекуваме стабилизирање на економијата. Изминатиот викенд се потпишаа договорите помеѓу владините министерства и единиците на локалната самоуправа. Поточно, општините кои учествуваа во јавниот повик ги исполнија условите и добија средства од проектот во вкупна вредност од 250 милиони евра за капитални инвестиции за општините. Согласно првиот повик кој го објави Министерството за локална самоуправа, се склучија договори за 274 проекти во вкупна вредност од околу 4,1 милијарди денари. Ова е историски најголема инвестиција на централната власт за локалните самоуправи и ќе продолжат јавните повици се до целосно искористување на предвидените 250 милиони евра. На овој начин, државата враќа на граѓаните и вака ќе се подобрува реалниот живот на сите луѓе во Македонија. Сега, на мое огромно задоволство, на овие теми кои што ви интересираат вас, вечерва ќе дискутирам заедно со пратеничката и членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Дафина Стојановска. Дафина, добре дојде. Добра вечер, благодарам за поканата. Тино, чест ми е да бидамете меѓу првите гости на овој ваш подкаст. Се надевам дека ќе бидат уште побројни, уште поквалитетни, со многу теми, како што еве и од најавата можеме да слушнеме, така да се заблагодарувам уште еднаш на поканата. Ти благодарам за прифаќањето на поканата и чест ни е што си тука со нас вечерва. Јас веднаш ќе почнам со воведот што го имав, односно мерките за општините што ги најави јавност и ги потпишаа договорите изминатиот викенд. Може ли твој коментар ваш коментар околу проектите? Јас уште кога беа изборите во мај оваа година, мој фаворит беше токму овој проект од нашата програма Платформа 1198. Секако дека граѓаните ги имаа зголемени и очекувањата и нестрпливоста дека беше голема кај нив, но мораше да поминат и законски процедури за да започне овој проект да се реализира и конечно во неделата премиерот потпиша договори со градоначалниците, со дел од министрите во чии што ресори припаѓаат некои од бараните проекти на градоначалниците. И да, ова е навистина историски момент. Првпат локалните самоуправи добиваат вакви финансиски средства од страна на централната власт и ова е само почеток. Според мене, како што и кажавте и вие, ова е само прва фаза од реализацијата на овој проект, со кој што нели се предвидени 274 проекти кои што се поднесени во предвидениот рок и нели износот е засега 4,1 милијарда денари. Скептиците или опозицијата ќе почнат да критикуваат, па велат не се 100 милиони евра и така натаму. Реално никој веднаш не плаќа цел износ на средства кога на пример еве ќе договори нешто во својот дом да реновира, секако дека има и резервирани средства, како што ќе тече реализацијата на проектите, така и средствата ќе се надополнуваат, така да она што ВМРО ДПМН го ветило секогаш го реализирало, еве го и овој пример. Сметам дека историски момент, еве јас доаѓам од Гостивар, мислам дека револуција инфраструктурна ќе се случи со тоа што Гостивар има добиено вкупно 13 проекти за реализација, тоа се генерално инфраструктурни проблеми, износот чинам 2,7 милиони евра за Гостивар со првата фаза, истото се случува во сите општини, така да ова е она што ние го нарекуваме 100% одговорно и 100% буквално за секој граѓанин на Република Македонија. Тука не застануваме, ова е само почеток, ќе ми дозволи
дозволите да подсетам дека минатиот месец нели се реализира и ветувањето за покачувањето на пензиите на нашите пензионери, што секако влегува во оној дел за кој што во најавата слушнав нели за потрошувачката кошничка и куповната моќ. Така да јас го поздравувам овој проект, но не само јас еве како представник на ВМРО ДПМН, од сите страни стигаат само пофални зборови и секако нестрпливоста повторно се појавува на дело, па има луѓе кои што ќе коментираат зашто не мојата уличка. Мислам дека сите улици и сите патишта во држава ќе бидат средени ако продолжиме со ова темпо. Така се согласувам со вас, нормално дека се одеднаш не може да биде, меѓутоа гледаме на разлика од изминатите 7 години, каде што граѓаните има премногу очекувања, меѓутоа се разочарани, ништо не добија, 7 години немаше ништо направено, така да мислам дека ова е добар почеток и дека за многу брзо време се ќе се среди. Ја напоменавте и синдикалната кошничка, ни изминативе денови имавме доста соопштенија и пресови во врска со тоа. Намалена е воделот за храна и пијалоци со онаа маржа што имаше владата преземано. Да го прокоментираме тој дел ако може. Така и тоа имаше и за овој потег на владата имаше скептици и сомнителни луѓе кои што се сомневаат дека ова ќе вроди со ефект, но еве потрошувачката кошничка ја креираат Сојузот на синдикати на Македонија, не е тоа партиски извештај па да речат дека ВМРО ДПМН го направила, и кога ВМРО ДПМН како опозиција ја критикувавме тогашната претходна власт дека вештачки ги зголемуваа платите, кога ги предупредувавме на она покачување на минималната плата дека ќе ја направат Македонија држава на луѓе со минимални плати, тогаш тие одеа само со популистички мерки, сметајќи дека можеби на тој начин ќе го задржат столчето на власт, но видовме како катастрофално завршија, затоа што од една страна вештачки ги покачуваа платите на вработените, од друга страна нормално е дека инфлацијата растеше, па така да веќе во време на владењето на ВМРО ДПМН од неколку месеци веќе и двоцифрената инфлација падна на едноцифрена бројка, така да одиме разумно, одиме пресметливо, со сериозни анализи, со сериозни средби, со сите чинители кои што од ова мислам се фактор во ова покачување, така да мислам дека и ова е само почеток. Ќе продолжат и мерките, и следењата, и секако се што е во добробит на граѓаните на Македонија се ќе се превзиме со широка дебата, со сериозни луѓе. Мислам дека допрва следува тоа како што најавивте и вие, дека економијата во држава ќе застане на стабилни нозе и повеќе нема да се зборува за тоа кој колку крадел, кој колку тендери наместил, кој каков процент зел, туку исклучиво посветено само за нашите граѓани. Така е, се согласувам со вас, тоа е само почеток. Наистина мислам дека ќе имаме доста проекти во блиска иднина, сепак е сега и буџетот ќе се гласи за наредната година, така да ќе има доста проекти за во интерес на граѓаните. Исто ги споменавте и пензиите, кои што се доста вака голем фактор за пензионерите, особено што сега имаме 2500, па за некој месец ќе има уште 2500 денари покачување. Дали се граѓаните, пензионерите задоволни од оваа мерка? Секако дека се стигнува многу за благодарувања и по социјални мрежи или лично на телефон, нормално дека се задоволни. Тука морам да споменам уште еден податок, покрај тоа што нели се покачија пензиите на пензионерите за 2500 денари, потрошувачката кошничка еве со овој зафат се намали и за пензионерите исто така многу битно и што се прошири позитивната листа на лекови, бидејќи согласно возраста знаеме, свесни сме дека се пензионерите едни од најголемите потрошувачи на лекарства во Македонија и тоа се случи, мислам, за прв пат после повеќе од деценија оваа листа не беше чепната, иако имаше ветувања дека ќе се проширува и така натаму, така да сите овие, ако ги земеме ефекти кои што се случија за толку краток период и како што напоменавте вие со ребаланс на буџет, не со буџет кој што ние сме го планирале, мора да потсетиме дека оваа влада начека буквално празни каси, дека повеќе од половина од буџетските средства беа потрошени за не цела половина година, така да ако
успеавме со вакви услови затекнати да го создадеме ова и она што сме го ветиле. Јас затоа зборував и за време на избори. Се што е во програмата е однапред предвидено. Не е само така популистички набројано за да може некој да се излаже и да гласа за нас, туку навистина сериозно беше изготвена оваа програма и еве ги ефектите се гледаат. Задоволни се не само пензионери, задоволни се и пациентите. Не велам дека идеално е, како што напоменав неколку пати, ова е само почеток. Но ако вака продолжиме да работиме со ова темпо и со оваа посветеност, ќе има се позадоволни граѓани од било која област за било која област да зборувам. Може ли, кога сме го спомнавме буџетот, што се имало случувано изминативе години? Буквално не идовме на еден празен буџет, односно направен буџет за до ми се чини првата половина на годината. Они биле свесни дека ќе паднат од власт, тие, иако лажно глуме оптимисти, нели имавме изјави од претходниот премиер Ковачевски дека ќе бил премиер уште 2 мандати, веќе беа стануваа свесни како проаѓаа првите месеци од оваа календарска година дека губат и веќе почнаа она, знаете, кога бродот тоне, сите го напуштаат и почнаа тука, значи ништо не превзедоа, нешто да се коригираат, па малку од малку да спасат, еве во број на гласови, број на мандати. Туку напротив, си можеби нивното мото беше ако земал тој да земам јас што ќе остане до крај, така да навистина оставија празна каса. А да подсетам, бидејќи јас сум пратеничка буквално од 2016 година, 2017 ја превзеде власта СДСМ, значи секоја следна година во време на владење на СДСМ и креирање на буџети од нивна страна, имавме се поголем буџет. Од 3,2 милиарди евра, мислам, почнавме 2017, завршивме последниот, мислам дека им беше креиран 5,3 милиарди евра. Ако сето тоа го собереме сума сумарум, доаѓаат преку 25 милиарди евра за 7 години потрошени буџетски средства. Еве реално не мора да е нешто ситно, нешто крупно да видиме. Еве автопатите што толку беа звучни, година дена ние плаќавме пенали од како се потпиша оној криминален договор Бехтелиенка, за да даете во понеделникот видовме дека се врши ревизија и јас сведок сум, бидејќи секој дневно патувам од Гостивар за Скопје, се работи. Претходната власт ништо не работеше. Единствено зашто имаше интерес беше договарање на тендери, високи суми, да не заборавиме дека и во време на ковидот правеа страшни манипулации, колку средства беа поминати низ собрание преку договори или законски решенија за да се земе заем за ковидот, колку економски пакети 9 мислам поминаа, а ден денес ако седнете да разговарате дали со бизнис лобито во Македонија, дали со оние помали стопанственици, ден денес ќе ви кажат дека далеку од реализација е тоа што тие го ветуваа поседници и дека тие пари ќе завршат таму за каде што велеа дека ќе завршат, така да нивното страшно владење не доведе до многу тешка состојба. Мислам дека кога ќе ме прашаат дали ќе биде добро, јас секогаш одговарам полошо од ова не може да биде и тоа се првите сигнали за неколку месеци покажавме дека може да биде добро, ќе биде уште подобро ако, како што кажав, се продолжи вака посветено, сериозно, со широки дебати, отвореност кон сите заинтересирани страни мора да се дојде до решение. Претходната власт не бараше решение. Претходната власт, ако и се случеше проблем, тие се обидуваа да го сокријат. И така стигнаа натрупани со проблеми. Например, не велам дека и кај нас заеве за ова кратко владење дека не се случиле проблеми. Но секогаш мора да се соочиш со проблемот, да го најдеш виновникот, да го санкционираш, како што имаше неколку случаи натака. Криењето на проблеми под тепих ставање, тоа еден ден мора од негде да пукне, како што пукна за Социјалдемократскиот сојуз и за ДУИ, така да затоа тие се еден пример за тоа како не треба да се владе и да се лажат своите граѓани. Ние сметам дека сме на добар пат, јас сум секогаш оптимист и секогаш со личен пример се трудам да покажам дека може поинаку, дека некогаш не треба да се приклониме на страната на толпата само затоа што е помногубројна, па без разлика и кога не е во право, туку напротив треба да покажеме како навистина треба. Христијан Мицкоски за неколку месеци
успеаете и со ваков буџет затекнат да направиме еден ребаланс со кој што нели успеавме да направиме покачување на пензиите, се прошири позитивната листа, еве проектов за 250 милиони евра годишно на општините, така да следуваат уште многу работи кои што јас верувам дека со буџетот кој што сметам дека овој месец ноември ќе помине и низ собрание, веќе ќе имаме една предвидлива сума на пари која што секако ќе заврши онаму за каде што ќе биде наменета, а не со ребаланси на буџети најголемиот дел од средствата да се пренаменуваат затоа што немавме капитални инвестиции, затоа велам и оплячкаа државата, затоа треба да следува и одговорност и на тоа секогаш многу често не подсетуваат оние кои што не поддржаа на последните избори, но сметам дека и сите анкети тоа го кажуваат дека економскиот проблем е број еден тема за секој граѓанин кој што е тука, така да тука најмногу сме посветени, а не велам дека ни една друга област е помалку застапена во нашето секојдневие и во трудот на министрите, те и на пратениците, да направиме Македонија навистина да биде подобро место за живење. Така е, во вашето излагање спомнавте за договори што ги правеле минатата власт, да речеме скратена постапка или европско знаменце, затоа сакав да се надоврзам на баш нивните обвиненија за скратени постапки во собранието, зашто точно они обвинуваат и дали се нели во право? Оние денови кога ќе се одлучат да дојдат во собрание, бидејќи навистина ретко сте да видите пратеник на опозиција во собрание, еве ги следев и на некои гостувања, оние по храбрите кои што прифаќаат да гостуваат. Сега направиле некоја бројка статистичка, па ќе кажат еве за јавноста можеби е добра, не знам 70 и колку или процентуално повеќе од 80% досега ни собрание прошле закони со скратена постапка. Тоа се истите оние луѓе кои што повеќето од нив во минатиот мандат беа министри. И тие не само што ни носеа во собрание предлози на закони со скратена постапка, еден многу побитен момент е што нивните пратеници во собрание ја комбинираа скратената постапка со европското знаме од стариот деловник и тоа што значеше? Тоа значеше дека имате максимум 2 дена за обработка на било кој закон, кога така ќе го искомбинира, а повеќе од 70-80% такви закони носе, па дури можам да ви напоменам, еве, пред некој ден имаше во собрание јавна расправа за закониве за реформа во јавната администрација, што беше ретко за претходната власт. Токму тие закони за реформи во јавна администрација, претходната власт ги имаше така поднесено во собрание. Или законот за марихуана, или оној законот за измени на кривичниот законник. Се тука се комбинираше скратената со европското знаме. Тоа е многу битен момент. И таа комбинација, едно време беше и Артан Груби, председател на Собраниската комисија за европски прашања, после тоа го наследи Арбер Адеми, и тие се однесуваат така каубојски во собрание, што ако видеа дека има, например, пријавено пратеници од опозицијата доста голема бројка, тие си го користеа деловнички, можеме да кажеме дека во рамки на деловник, но апсолутно беше класична злоупотреба и си го користеа правото, че отвореа таа седница, че се усвоеше дневниот ред и че ја заврше. И значи тие 2 дена, Арбер Адеми, некогаш можеше да ги претвори во 2 часа или 20 минути. Во време на ВМРО ДПМН, еве колку тие кажуваат закони, злоупотреба, скратени постапки и слично, мислам дека само еден закон е поминат со европско знаме. А овие скратени постапки што тие сега ги набројуваат се исклучиво, значи нема ниту еден суштински обемен нов закон да е поминат по скратена постапка, значи сите овие за кои што сега опозицијата не обвинува се закони кои што или треба да се согласат со законот за Зороду, овој законот што го донесовме, нели, поддршка и од ДУИ добивме, затоа што нели имаме формирање на нови министерства и сите, еве да не речам 90% се заради усогласување на останатите закони со овој закон или се заради усогласување кој што претходната власт требала, но не го направила усогласувањето на законите со законот за прекршоци. Така да има огромна разлика, ние не вршиме злоупотреба на европско знаме, тука беше најголемата
алатка на тогашната власт која што ја злоупотребуваше, а скратените постапки исклучиво се само заради усогласување или на пример во членот тој и тој текстот министер за транспорт и врски се менува со министер за транспорт. Така. И затоа е скратена постапка. А уште еден момент ако нагласам, мислам дека оваа опозиција, ваква каква што е, неактивна, незаинтересирана, мислам дека подсвесно и се радува што дадат по скратени постапки. Затоа што нив ги нема и на скратените постапки. Тоа е многу интересен феномен. Еве критикуваа за заемот од Унгарија со кој што еве се спроведува. Еве скратена, не дојдоа ни на скратената постапка. Верувајте ми, Валентин, мислам дека во собрание немаме со кого да размениме аргументи да дебатираме. И за мене ова многу почудна позиција, затоа што ние како опозиција бевме многу присутни, без разлика бројката што има 18. Верувајте ми, ги нема во собрание. Немаше, тука има бивши министри, бивши премиери, вице-премиери, секој од својата област. Или ја немаше колешката која што дигна толкава прашина за законот за бранителите. Значи ги нема, поднесуваат, не се тука да се ги изгласаат собствените предлози. Така да, затоа велам, овие обвинувања за скратени постапки, ама апсолутно не се во корелација со она што тие го правеа, особено што го комбинираа скратената постапка со европско знаме и ќе кажам дека ги нема па ни за скратена постапка. Замислете што би се случило ако е редовна, иако морам и тоа да нагласам за информација на јавноста, редовната постапка сега со овој нов деловник кој што стапи на сила од овој мандат, апсолутно нема голема временска дистанца или разлика со скратената. Ако скратената постапка треба да се заврши за 3 дена, со редовната мислам дека се 5 работни дена. Така да апсолутно нема никаква злоупотреба, освен барем за овие досега набројани закони, апсолутно што беше потребата на вистина да бидат скратени. Тука е мислам кај нив проблемот што се кријат можеби позади. Јас мислам дека потајно и се радуваат што барем временски помали ме срамот што ги нема во собрание. Така е, се кријат преку нивниот. Имавме можности за ребалансот кога беше апсолутно никаква дебата, никакви поднесени амандмани. Едноставно ги немаше. Не беа тука да си гласаат за нивните неколку малубројни амандмани. Мислам, жална е сликата, не дека сум јас многу емотивна спрема нив, направија многу злодела, дури направија злодела и спрема своите сопартијци, затоа што им ги одзеда мандатите на многу позаслужни, барем според моје видување, луѓе кои што можеа тука барем во собрание да бидат многу погласни и поприсутни, за да може би мислејќи дека ќе си се заштитат ако се еве тука во собрание, но да оставиме на времето и да видиме кој од нив навистина и треба да одговара, а според нашите сознанија ги има доста. Така е, се согласувам. Напоменавте дека има доста и бивши министри кои што беа дел од минатата влада, имавме двајца премиери, Ковачевски, Технички, Спасовски. Само тројца се од минатиот состав пратеници, сето останато доаѓаат од претходната влада. Да, и баш се пратеници и немаат некои конкретни критики, немаат некои конкретни мерки. Ние кога зборувавме за ребалансот, бевме изненадени, навистина очекуваме дека ќе има дебати, затоа што јас паметам седници на Комисија за финансирање и буџет, особено кога се зборувало за буџет, да траеле и до доцна навечер. Значи, немаме противник, немаме со кого. Или, еве, најмногу го критикуваа, беа гласни за заемот, не беа тука. Само колегата Бојан Стојановски зеде збор на комисијата и ги немаше тука. Еве, ако има амандмани, со новиот деловник имаат време и за амандмани, и за се не сосема друга има нивната политика. Јас кажав не дека ги жалам, но навистина не држат нивните обвинувања сега и сакаат можеби повторно на народот да му го наметнат она лого што тие самите почнаа да го користат. Замислете уште на стартот на нивното владење дека сите сме исти. Далеку од тоа дека сме исти, особено не би сакала некој да ме споредува со претходната владеачка гарнитура, така да тоа можат, сметам, и граѓаните веќе да го проценат, дека се работи за сериозни луѓе, за сериозна власт и сите лажни обвинувања многу брзо паѓаат во вода. Некогаш јас разбирам дека може да се појави дилема или сомнеш, но многу брзо се расчистуваат. Имаме за премиер личност кој што е
трпелив, знае да се ослуша и не брза многу со давање на оправдувања, туку остава буквално на тоа времето да покаже кој бил во право, а кој не. И еве за неколку месеци ги реализираше, мислам, едни од топ 5 проекти од неговата програма, што доволно зборува за тоа дали некој може да помисли дека исти сме сите. Така е, кога сме кај договорите проектите, изминатиот период исто бевме сведоци на договорот за покачување на платите со образованието. Мислам дека рекордна цифра од 46% во текот на мандатот ќе им се зголемат платите. Како ова ќе влие врз образовниот кадар? Мислам дека позитивно ќе влие, иако морам да се согласам дека ресорот образование според мене може би еден од најтешките ресори за водење во ова време, бидејќи нема човек во државава кој што не проаѓа низ циклусот на образование, но за жал и тоа ни е толку руинирано, што не знаеме, јас често пати размислувам како би почнале, пример, да создадеме една здрава и вистински образувана генерација. Дали тоа треба да се направи од самиот почеток на образованието или треба нешто да промениме образувајќи ги кадрите кои што ќе влезат во образовниот процес. Тоа е еден, како да кажам, затворен круг кој што не знам, навистина е толку заплеткан што се согласувам дека ова покачување на вработените во образованието и тоа како е потребно и уште повеќе да се стигне до овие 46% до крајот на нашиот мандат, но мора да се согласиме дека на просветните работници не им треба само покачување на плати, им требаат и многу подобри услови. Затоа велам, често размислувам на оваа тема. Едно е министерот или задолжените за тоа да креираат програма која што ќе треба да се спроведе, а друго е да се соочиме со реалноста и да видиме во какви услови некои програми и реално се одвиваат. Така да, можеби ние можеме да зборуваме еве за тоа последниот, мислам, единствен проект во време на СДСМ беше училиштето Киро Глигоров, што е во општина Центар, но убаво јавноста да знае, јас сум сведок на едно подрачно училиште, например во село Доброште, општина Теарце, каде што нашите основци учат буквално во контейнер. Контейнер, за да го замислите како овие од модуларните болници. И сега зборуваме за подеднакво достапно образование, за подеднакво покачување на платите. Има доста горливи проблеми во областа образование. Секако едно од најгорливите е тоа на образовниот кадар да им се зголеми достоинството, еве едно од нив нека биде и покачувањето на платите, но исто така и таму има проблем во однос на тоа, на квалитетот на она што го добиваат учениците, бидејќи има разлика од дипломиран професор до дипломиран професор, секој некогаш не се осврнува на другите, па си ја работи својата работа, но најдобри критичари на тоа каква настава добиваат нашите ученици се токму самите ученици, и не затоа се доведовме во состојба да можеби имаме висок процент на високо образован кадар, а добар дел од тој високо образован кадар не се пронаоѓа тука да работи. Така да ни се појавува исто така во делот на образование проблемот и со дефицитарни кадри. Тоа е тоа кога работите без стратегија, кога не предвидувате за одреден временски период каков кадар ќе ни биде потребен, а велам најквалитетните оние кои што завршиле вистински посветени на учењето, за жал си заминуваат. Мора да направиме сериозни проблеми во образованието, не така далечна тема и здравството, и земјоделието, но образованието е навистина, мислам, најболната точка од која ако се санира, ако се започнат промени, за поздравување и овој чекор, но мислам тука има многу уште за работа, за да доведеме до на која што е моја мечта, да извадиме една здрава генерација, затоа што навистина, еве како политичар да гледам на делот образование, мислам дека за многу кус период ние може да се доведеме во состојба, например, да не можеме да најдеме доброволци да се кандидираат за пратеници, за градоначалници, за директори. Зошто? Затоа што тие се можеби едни од најизвиканите професии во држава, бидејќи мерит системот ни се помеша и кај нас секој може се да стане, без разлика на тоа, кај нас може и секој да се стекне со високо образование. Сведоци бевме
какви ликови, не само со високо, туку и со постдипломски сертификати се здобиваат, така да има многу за работа, но за поздравување ова покачување на платите и сериозна беше, мислам, и намерата на образовните работници дека ќе одат на штрајк доколку не се случи, но како што споменав претходно во дебатата, ние сме луѓе кои што се соочуваме со проблемите, се седна, се разговараше со синдикатот на образование, се најде решение што за почеток ете видовме дека ги задоволи образовните работници, но ова е само почеток. Тука нема застанување, значи со тек на време ќе се стигне до тие 46% исколемување на плата, што како беше еден колега од образование, значи негде пресмета дека може би над 1000 евра во евра пресметано, што реално е солидна плата, но тука јас пак ќе обрна внимание, добро е да бидат платени просветните работници, но добро е да нудат многу повеќе од она чест на исклучоците, но треба и тука да се посветиме многу, бидејќи има разлика и во тоа, како што има и меѓу доктори, меѓу правници и така натаму. Така е. Ви благодарам на ова ваше вечерашно гостување. Се надевам дека го задржавме вниманието на гледачите. Разговаравме за доста интересни проекти, проблеми и начинот на кој што владата на ВМРО ДПМН ќе се справи со овие. Уште еднаш ви благодарам за гостувањето. Ми беше чест и силно поздравувам вакви иницијативи од млади луѓе. Иднината на Македонија е само во млади луѓе кои што сакаат да тргнат чекор понапред од останатите. Секоја чест. Благодарам. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас што не следевте ова среда вечер. Се надевам дека го задржавме вашето внимание, коментиравме доста мерки, доста интересни работи за образованието, за пензиите, платите што ќе се покачуваат во следниот период. Така да ви благодарам уште еднаш. Се гледаме ние во недела во 20 часот на Facebook и YouTube каналите на ВМРО ДПМН. Поздрав и секое добро.